Власта тврди дека ги зголемува работничките права, синдикатите алармираат дека тие се погазени. Според Конфедерацијата на слободни синдикати, новиот закон за работни односи, односно законот за плати, мора да обезбеди поголема заштита и унапредување на работниците и за секое носење на законите да бидат консултирани, а не игнорирани. Бараат во новото законско решение да не се дозволува исплата на регрес за годишен одмор по 100 денари, што досега добар дел од газдите тоа го правеа. Власта треба да размислува како треба да се живее понатаму. Тие се тие што треба да создадат услови за покачување на платите, да создадат услови и во приватниот сектор, но и да ги почитуваат законите во јавниот сектор и да ги усогласат платите, затоа што се тие работодавач во јавниот сектор. Наместо да стави ред, новиот закон за плати во јавниот сектор ќе отвори нови проблеми, додаваат од КСС, и сметаат дека не може под иста капа да се ставаат сите делови од јавниот сектор. За синдикалците законот ги поништува колективните договори и социјалниот диалог, што може да доведе до пониски плати. Што се однесува до новото согласување на платите, тешко дека тоа ќе се случи зашто инфлацијата веќе ги изела парите. Ова не води кон реформа во јавниот сектор. Наместо согласување на платите, ние добиваме деградирање по сите основи со овие два нови предлог закони. Ако не се чуе гласот на работниците според Ралповски, целата борба со синдикатите во изминатите години се фрла во вода. Истекнатото право по коефициенти на сложеност на работно место по стручност и образование веќе нема да важи. Наместо да ни се дозволи колективното преговарање, како што беше и до сега, значи таа можност ни се одзима и се прави една контрола врз синдикатите и врз колективното преговарање. Инаку јавните расправи со синдикатите и работодавачите започнаа во декември. Министерството за труд и социјала очекува законот да се усвои кон средината на оваа година.